Во новиот објект на Македонски народен театар денеска се одржа првата проба на представата Вечната куќа, под текст на Јордан Плевнеш, а во режија на Дејан Пројковски. Со оваа представа во септември свечено ќе биде отворен театарот. Ова е веста со која го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Гледајте на. Агенцијата за катастар на недвижности доби сертификат за менеджмент ISO 9001. Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги повика руралните аптеки да склучат договор со фондот. Реконструкција на основното училиште Цветан Димов преку проектот за енергетска ефикасност. Интензивно се работи на изградба на фекална канализација во општина Илинден. Агенцијата за катастар на недвижности денеска и официјално се стекна со сертификат за менеджмент со квалитет ISO 9001-2008. Со овој сертификат Агенцијата за катастар на недвижности ќе придонесе за подигнување на квалитетот на услугите на корисниците. Томислав Атанасовски. Агенцијата за катастар на недвижности денеска се здоби со сертификат за менеджмент со квалитет согласно барањата на стандардот ISO 9001-2008 од страна на сертификацијската куќа ТМЦЦ Белград, која е членка на ТУФ Суд Германија групацијата, со кои се потврдува квалитетот на работата на катастарот. Подобар квалитет на катастарските услуги според однапред дефинирани и стандардизирани процедури предвидува овој сертификат, според кој работи од денеска Агенцијата за катастар на недвижности. Агенцијата за катастар на недвижности се сертифицираше со сертификатот ISO 9001-2008. Пред се тоа е сертификат кој што го потврдува квалитетот на работата на Агенцијата за катастар на недвижности, квалитетот на услугите кои што Агенцијата за катастар на недвижности ги дава кон своите клиенти. Морам да напоменам дека сертификацијата со овој сертификат веќе во Република Македонија представува и законска обврска со донесувањето на законот за воведување на систем за управување со квалитет и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба, кој што е донесен во мај оваа година. Самата сертификација немалку не беше лесна. Агенцијата за катастар на недвижности мораше да ги направи сите процедури, сите потребни работи со цел да ги задоволи ISO стандардите и преку овој сертификат Агенцијата за катастар на недвижности пред се ќе го подигне нивото на давање на услугите. Агенција тиме показала Агенцијата со тоа покажа дека води сметка за своите корисници и за нивните услуги. Сите формирана 1866 година во Минхен за да го направи прогресот побезбеден. Овој сертификат сакам на агенцијата да ја представува пострек за уште подобри резултати во иднина. Инаку во Агенцијата за катастар на недвижности во период од 20 до 22 март оваа година од страна на сертификацијската куќа од Белград беше извршена комплетна проверка на процесите и процедурите што резултираше со добивање на овој сертификат за менеджмент со квалитет. Директорот на катастарот Славчо Трпевски на денешната пресконференција најави дека агенцијата многу брзо ќе дојде до имплементација на еден друг сертификат кој не е од ISO стандардите, туку е од ФИК, од Меѓународното здружение на катастри, кој што уште од 98 година има дефинирано една рамка со тоа како треба да изгледа катастарот во 2014 година, што и го носи името на тој сертификат Катастар 2014. Со тоа, Агенцијата за катастар на недвижности за 3 недели ќе го достигне и тоа ниво, односно ќе пушти во употреба еден нов систем каде што правото и геодезијата ќе бидат обединети, нешто што го бара овој сертификат. Фондот за здравствено осигурување на Македонија очекува 25 аптеки од руралните средини кои добиле концесија од Министерството за здравство да започнат со работа од 1 август. Во наредните 10 дена потребно е да аплицира за склучување договори со фондот и да достават потребна документација. Елизабета Дамјановска.
Руралните аптеки кои што добија концесија од Министерството за здравство веќе можат да аплицираат за склучување договори со Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Денеска на пресконференција информираше Јован Грпавски, директор на фондот. Потребно е во следните 10 дена да се достават потребните документи, а тоа се образец на барање, податоци за здравствена установа, тековна состојба од централен регистар, решение од Министерството за здравство, концесија за вршење на дејност во мрежата, како и податоци за вработените, изјави Грпавски. Се работи за вкупно 25 аптеки. Сите они за приватни здравствени установи кои понатаму на концесии, на повиците за доделување на концесии на Министерството ќе ги добијат решенијата, на слична оваа процедура ќе биде објавуван повик за да подпишат и договори со Фондот за здравствено осигурување. Квотите на овие аптеки, согласно правилникот, ќе бидат 113.000 денари на месечно ниво, истакна Грпавски. Се очекува дека 25 аптеки од руралните средини, кои добиле концесија од Министерството, ќе започнат да работат од 1 август. Грпавски потенцираше дека сите оние приватни здравствени установи, кои понатаму на повиците за доделување концесии на Министерството за здравство, ќе ги добијат решенијата со слична процедура, ќе биде објавуван повик за да подпишат договори со фондот. Тој изрази задоволство што се работи за аптеки кои што се наоѓаат во руралните средини или во помалите градови каде досега постоеше сериозен недостиг на аптеки. Во Република Македонија во моментов има 704 аптеки, а со новите 25 оваа бројка ќе биде заокружена на 729 аптеки. Владата на Република Македонија ќе доделува полни стипендии за студирање на 86 реномирани универзитети и специјализирани школи од областа на фини уметности, односно за музика, филм и ликовна уметност, за кои ќе важи конкурсот за нивно добивање. Паролот на владата Александар Ѓорѓиев на денешната пресконференција информираше дека ќе биде покриена комплетната сума потребна за финансирање на студиите, односно школарината и трошоците за престој на студентите кои што ќе се запишат на универзитетите и специјализираните школи. Конкурсот за доделување стипендии ќе трае до 31 август, период кога сите граѓани на Република Македонија ќе можат да аплицираат, да се запишат на некој од 87-те универзитети и специјализирани школи и на тој начин да добијат стипендија. Стипендиите ќе важат за довршување на додипломски студии и магистерски студии во рамки на овие школи. За да се добие стипендија, потребно е студентот да се запишал на некој од наведените образовни единици, а Министерството за образование и наука во рок не подолго од 10 дена треба позитивно да му одговори врз основа на доставените документи. Лицето кое добило стипендија има само една обврска, а тоа е по завршување на студиите да се врати и да твори во областа која завршил школата, во период двојно подолго од време што било потребно за реализација на неговите студии. Започнаа работните активности за целосна реконструкција на основното училиште Цветан Димов во општина Чаир во рамките на проектот за енергетска ефикасност. Во училиштето ќе бидат заменети старите прозорци, демонтирање на стариот кров, санација на паркетот и поставување на нова фасада. Финансиските средства се обезбедени преку кредит од Светска банка во вредност од 500.000 евра. Андријана Димитриевска. Во општина Чаир се реализираат проекти кои се корисни за граѓаните, а трошоците во врска со нив главно ги покриваше буџетот на општината, но понекогаш поддржани и од меѓународни организации. Ова денеска го изјави градоначалникот на општина Чаир Изет Меджити на почетокот на работните активности за целосна реконструкција на основното училиште Цветан Димов во рамки на проектот за енергетска ефикасност на јавните згради. Проектот предвидува замена на старите прозорци со нови ПВЦ прозорци, демонтирање на стариот кров и изградба на нов изолиран кров, санација на паркетот и поставување на нова фасада. Финансиските средства се обезбедени преку кредит на Светска банка во вредност од 500.000 евра. Меджити истакна дека со реконструкцијата на ова училиште целосно се имплементира проектот за реконструкција и тврди дека општина Чаир се наметнува како лидер во имплементирање на проекти со енергетска ефикасност во градот Скопје. Ние до сега работевме интензивно на подобрување на условите во училиштата и градинките кои се под наши ингеренции. Лани, исто така со Светска банка и Министерството за економија
преку ГЕФ проектот реновиравме целосно неколку училишта, неколку градинки и со кредитот сега мислам дека го заокружуваме тој проект. Почнувањето на еден голем проект во нашето училиште, значи реновирање на училиштето, тоест замена на старите прозори со нови прозори, тоа од ПВЦ материјал, замена на кров, изолација, термичка изолација од надворешна страна, значи нова фасада. Исто така, значи се планира и замена на оградата во училиштето која ќе биде од дигитален карактер. Меджити исто така потенцираше дека општина Чаир нема да запре овде со инвестициите во образовните институции и во наредните месеци ќе започне со имплементација на проектот за поставување на ограда со електронски надзор. Градежните екипи од општина Илинден интензивно работат на изградба на два сегмента од канализациониот систем во населените места Кадино и Илинден. За оваа цел набавени се и две пречистителни станици што ќе бидат инсталирани во Илинден и Кадино, со што ќе се пуштат во функција и овие два сегмента од канализациониот систем. Овој проект водоснабдување и одведување на отпадни води вреден 50 милиони евра општина Илинден го реализира во соработка со Министерството за транспорт и врски. Капиталниот проект изградба на фекална канализација за прифаќање и третман на отпадните води продолжува да се реализира во општина Илинден. Активностите во овој период се насочени кон изградба на два сегмента од канализациониот систем во населбата Илинден и во населеното место Кадино. Во тек се градежни активности на овие два сегмента со поставување на канализацијски цевти и шахти во должина од 8 километри и две пречистителни станици со капацитети од по 1250 еквивалент жители, а градежните активности треба да завршат до крајот на годината. На овие локации во Илинден и Кадино ќе се инсталираат две пречистителни станици со што ќе се комплетираат овие сегменти од канализациониот систем. Пречистителните станици се софистицирани методи на работа, комплетно се автоматизирани и представуваат модуларни системи кои што зафаќаат мал простор. Нивна предност е што имаат мала потрошувачка на електрична енергија и може да се надградуваат во согласно со зголемувањето на капацитетот на еквивалент жители. А прочистената вода е со висок квалитет и може да се користи за наводнување на површините. Овој проект водоснабдување и одведување на отпадни води вреден 50 милиони евра општина Илинден го реализира во соработка со Министерството за транспорт и врски. Целиот систем за прифаќање и третман на отпадните води на територија на општина Илинден се состои од 24 сегменти, кои што се целосно независни еден од друг. Град Скопје распиша конкурс за избор на идејно решение за реконструкција на фасади на објекти, што се лоцирани долж булеварот Илинден на потегот од седиштето на владата до фонтаната Лотосов цвет во градскиот парк. Архитектите ќе треба да изработат одделни идејни решенија за 18 објекти. Од учесниците на конкурсот се очекува да достават трудови во кои ќе биде забележителна инвентивноста во пристапот на обликување, изводливоста, одржливоста и економичноста на решението, почитување на програмските барања и на законските прописи за реконструкција на фасади. Заинтересираните субјекти треба да ги достават своите замисли најдоцна до 16 септември во просториите на град Скопје. За секој од победничките трудови ќе се додели прва награда во нето износ од 25.000 денари. По успешното спроведување на конкурсот, градската власт планира да распише оглас за изработка на основен проект за санација на фасадите. Сабина Лисицки го направи најголемото изненадување на втората недела од Вимблдон со елиминацијата на првата носителка Серена Вилијамс. Спортските вести следуваат веднаш по блокот реклами.